Од 1 декември годинава на сила стапи новиот закон за кривичната постапка, кој донесе многу промени во тоа како ќе се случуваат работите во таа област. За да појасниме, во студиото на Нова ги покани професорот Гордан Калеџиев, инак председател на Хелсинскиот комитет, и Богданчо Говов, кој е од факултетот за безбедност. Што има ново и дали овој закон реално може да очекуваме дека ќе донесе поефикасна борба против организираниот криминал и криминалот воопшто, и пред се дали обезбедува на известен начин да се надминат оние проблеми кои досега постоја во прекршувањето на човековите права низ овие постапки. Професоре. Ја бев и председател на групата што работеше законот. Извинувам, заборавив тоа. Морам да кажам дека ова е еден од веројатно од поголемите реформски закони во Македонија од 18-то наваму. Се работи за закон кој што не ја менува само судската процедура во кривичните предмети, туку го менува целиот оној систем на казнена правда, бидејќи имаме сосема нова улога на државните органи во постапката, а и на субјектите во постапката. Значи, имаме нови односи помеѓу обвинителството и полицијата, помеѓу обвинителството и судот. Во таа смисла практично нова улога и поактивна улога и на самите адвокати и на одбраната. Ајде појасниме што е сега со обвинителството, полицијата, значи, судот. Генерално го менуваме прво модел. Го менуваме. Се смета моделот што порано се сметаше за европски, во смисла на континентален, за разлика од англосаксонското право, беше модел на постапка што ние го викавме мешовит. Тоа значи долго време се базираше на активна улога на судот, дека судот ја утврдува вистината во постапката и ги штити на некој начин интересите на сите. Тоа е еден патерналистички пристап кој што одговара на други времења. Генерално англосаксонски или модерниот концепт на човекови права, кој што го има имплементирано и во меѓународните инструменти, тргнува од еден сосема друг модел. Прво, не и верува толку на државата како што и веруваше овој стариот модел, дека државните органи пред се судот заедно со обвинителството и другите ќе ја најде вистината и дека сите ќе бидат задоволни, а правата на одбраната беа како имплантирани дополнително во тој стар модел кој што во суштина се уште беше инквизиторен, иако ние го викавме мешовита инквизитор на акузаторен. Тоа значи дека најглавна е улогата на судот. Главниот проблем на тој модел беше судиот на интереси кај судиите, така што тоа е аспект на реформата што е многу важно да аспект на политичкиот систем. Бидејќи судот беше премногу инволвиран и тој де факто е повеќе рака под рака со обвинителството. И од тој смисол имаше судирни интереси во неговата заштитна функција визави функцијата на истражувач. Вистински во поделба на власта се смета дека судот не треба да биде истражувач, и затоа за да биде он непристрасен во постапката, е добро да Кој истражува сега? Истражува државните органи, а во името на некој начин извршната власт, во почетокот од откривањето на криминалот и натаму ги има полицијата. А обвинителството веќе дури не исто така го сметаме за некој начин орган на правосудство се повеќе него орган на државна власт. Он во исто време ја контролира полицијата, но заедно со нејзе се грижи за законито обезбедување на докази во постапка. Тоа значи дека судот сега нема обврска да ја утврдува на некој начин вистината. Имаме дури скепса, значи модерната казнена постапка има скепса до тоа дека судот секогаш лесно ќе утврди вистината и особено се води грижа дека се можни грешки и злоупотреби. И од тука грижата на модерната постапка е луѓето не само на крајот на постапката да се ослободат ако се невини, туку безпотребно да не бидат внесувани во постапка, да се обезбедат на некој начин минимални упаѓања во нивните права и на слобода на движење, генерално на слободата на приватноста. Судот, кога особено истражниот судија, со тоа што ги определуваше овие мерки, кога сам ја водеше истрагата, има судирни интереси. Него му одговара де факто луѓето да не му избегаат, да не се договараат, да ги стави во притвор, да ги прислушкува, да ги претресува. А како судија, како гарант, треба да го определува тоа наводно само кога е апсолутно нужно. И затоа ние рековме сега, судијата нека се води грижа само за законитоста. Има доволно органи, тие се намножија, овие што ги викаат странски law enforcement, органи што се работат на истражувања
и на кривично гонење, што се доволни за да си ја завршат таа работа без да им помага судот. Значи судот да биде независна трета власт, повеќе да го штити граѓанинот, неговите права и законитоста на постапката. Позначно интересира околу позицијата на полицијата. До сега често имале коментари, контроверзи околу многу случаи околу тоа дека полицијата е под политичка капа, политичко раководство има, партија која добила на избори, и дека често незините операции, нивните акции добивале некаква постојана сомнеж за политизираност. Дали со новите одредби, со новиот закон, со овие измени, во таа смисла граѓаните можат да бидат порелаксирани дека работите во повеќе во професионална насока, отколку што политичка. Што спомна професорот, и моје мислење дека новиот закон за кривична постапка навистина е реформаторски закон. Прв од осамостојувањето на државата. Ние наследивме еден правен систем од заедничката држава, кој го прифативме со Уставниот закон член 5 и козметички менувавме со години закони, терминолошки, додававме делови во сите области од правото. Овој закон е навистина нов како концепт и навистина е, да речеме, реформаторски. Особено во овој дел за улогата на полицијата. Полицијата по дефиниција е највидливиот дел на власт, на политичката власт. Значи, во секоја држава граѓанинот може да не го види премиерот и да не го знае, во Америка, Обама го знаат негде 50% од населението. Меѓутоа ги знае полицајците од своето мало и така натаму, и државата е доживува преку полицијата. Значи, многу битно е каква е улогата на полицијата, како таа функционира, како таа се однесува спрема граѓаните, кој има влијание врз неже и така натаму, како ги носи одлуките и слично. Според мене, до сега, како што беше поставено, министрот за внатрешни работи, политичка личност, што е сосема нормално, заменик од политичка личност, меѓутоа, за разлика од министрот за одбрана, кој не е генерал, министрот за внатрешни работи е овластен полициски службеник. Так. Тоа, навистина, можем да го аргументирам долго, меѓутоа исто кога да имаме министр за одбрана со чин генерал. Тоа покажуваше дека политиката командува со оперативната работа. И сега како е? Како треба да биде? Сега идејата која беше со законот? Значи, полицијата, оној дел што е оперативен и, да речеме, на тактичко ниво што работи, да е јасно поделен од оној што е на стратегиско ниво. Оно што е раководење, спроведување владини политики, стратегии и така натаму, што е во делот на... Ај поконкретен да бидам, во чија рака се играчки тоа што го вика народот за слушање, прислушување, следење значи, на оперативните служби. И сите тие да. Тие се во оперативните служби. И сега, контролата, прво наредбата доаѓа од јавниот обвинител по новиот закон и за дел од посебните истражни мерки. Не судијата? Значи, за дел од јавниот обвинител, за оние што се најинвазивни, што најдлабоко навлегуваат во човековите слободи и права во неговата приватност, води барање од јавниот обвинител, аргументирано до судијата на предходната постапка, која дава наредбата. И сега, значи, внатре во полицијата, нивото кое ќе биде во текст во резултатите од последните истражни мерки завршува со началникот на оделението или оделот или единицата која го работи случајот. Значи, тој може да ги добие тие податоци. Не може кога на времето високото раководство да ги слуша, да ги гледа снимките затоа што е властено. Значи, сега, тоа е документ че создаваше јавниот обвинител. И полицијата само го спроведува и му ги дава него резултатите на дневна основа. Тоа ја ослободува полицијата од политичко реферирање. Меѓутоа, јако ја врзува за правното реферирање спрема јавниот обвинител. Сега, за како јавноста да биде сигурна дека јавниот обвинител, односно обвинителството, нема да биде тоа кое повторно ќе се игра со играчките. И ќе ги никој ништо не може да биде. Делумно ќе ги користи за кршење на човековите права. Значи никој не може ништо да биде сигурен. Проблемот е што
новиот систем се обидува да изгради нешто што во западниот свет се смета за, се нарекува checks and balances, тоа е меѓусебна контрола на властите. Прво, ова што го кажав јас, судската власт да биде контролор и врз обвинителството и врз полицијата, треба таа да не биде со нив исто истражувач на иста задача. Значи, нивната задача станува јасно дека они се контролери на законитоста и на гаранциите обезбедуваат еднаквост меѓу адвокатите и одбраната и овие. Не се, бидејќи кога обвинителот, кога судијата ја утврдува вистината, тој застанува од најголем број на случаи заедно на иста задача, така ја подразбира, со обвинителот и станува непријател на одбраната. Кога тој се релаксира, кога таа заштитна улога во системот е една од алатките која што би ја играл како гарантна. Другата идеја е сега како и обвинителството и полицијата меѓу себе да се контролираат. Значи, во светот проблемот на она што се вика хиерархиски дуализам, значи до сега обвинителството немаше можда што ќе му даде полицијата, тоа е. Тоа е, значи имавме ние објективно системот беше таков да имавме истражен монопол на полицијата. Обвинителството има некоја своја автономија, меѓутоа нема алатки и чека од полицијата и другите органи тие што ќе му дадат. Така што објективно и уставната улога на обвинител дека орган што гони, тој не може да игра бидејќи зависи од полицијата, така што де факто орган што гони во крајна линија излегува дека е повеќе полицијата од обвинителството, бидејќи сега моќта на обвинителството е зголемена. Моќта на обвинителството е зголемена теоретски. Да. Бидејќи би требало да имаат поголема теоретски и тоа подразбира законски, формално, значи со законот. Имаме неколку идеи се тука важни да се имплементира тој концепт. Прво, една од важните идеи е да се растори тој монопол, а да не биде де факто полицијата единствена што може да истражува случаи, и тога по примерот на Италија и некои други држави, обвинителството само треба да добие криминалистички инспектори кои што ќе работат во нивниот тим, значи за него, како да се мој асистент, ако сум јас обвинител, наместо да ти пишувам тебе, па да чекам ако си ти од полиција или од финансиска полиција да барам од вас. Јас кога пратам Богданчо, тие податоци да ги провери за мене или да провери нешто, се скратува на време и се демонополизира полицијата, бидејќи ако се допишува, тоа го имаме, но сега тоа значи едно е ова што го збориме, очекувањата како и за други работи не треба да се преголеми и не треба да се мисли дека законот ќе смени реалноста, бидејќи има инструменти. Конкретно за ова прашање. Значи ние појдовме со законот, меѓутоа алатките во смисла дека ќе се формираат истражни центри како асистенција на обвинителството не се формираат. Не, затоа и прашувам, например, ние имаме ситуација, медиумите сме пишувале за тоа. Имаме обвинителство кое се уште нема компјутери. Зборувам значи за базични цивилизацијски алатки за работа, не зборуваме за некоја висока технологија. Во таа смисла, сега прашувам, ако обвинителството добива нови ингеренции, а останува во тие капацитети административни, две групи на проблеми се. Значи, едната група на проблеми е ова од немање, од недавање приоритети. Да. Пази, полицијата има многу луѓе и многу ресурси, многу подобро обвинителство. Значи, тоа е прашање на политиката. Во крајна линија гледаме дека извршната власт и законодавната, во најголем дел извршната, она може да дозира како овие работи ќе се остваруваат во практика. Ако сака, за жал, почетокот на имплементацијата на законот, изгледа дека оние работи што се наменети законски, теоретски, како алатки во законот, да го направат ова за што зборуваме демонополизација на полицијата и јакнење на обвинителството како една можноста и на медиу контрола, не се остварува. Тоа не е прашање само на средства, бидејќи е прашање на политика. Политиката лесно може да го опреми обвинителство. Тоа се смешни суми гледано од аспект на вкупни трошоци на државата. Второ политичко прашање е дали полицијата и зошто не им ги пушта на работа оние инспектори што треба да поминат од полиција во обвинителство. И зошто самиот обвинител кој што е должен да го имплементира законот на начин на кој што пишува во законот, не бара, он вика, ние ќе почнеме вака, добро ми е. Значи, тоа некој го смислил, законодавецот го потврдил, и утре прв ќе биде што ќе плаче дека немал... Ајде, добро, кој е тоа зошто се прават измени, ако има гестови кои, благо речено, покажуваат
дека нема баш и политичка волја за имплементација. Значи, уште на самиот почеток. За политичка волја неќем да дискутирам, таков поим со некаква содржина не постои. Волја политичка нема, да не... Зошто се прави законот ако нема политичка волја, мене тоа ме интересира. Политичката волја е само резултат на односот на силите во едно општество за едно прашање. Никој нема да те дозволи, мене и тебе, некое право што го има нас да не го остапи. Ни една слобода во цивилизацијава не е добиена на поклон. Законот ако не е проплетен со сознат илузионизам, како се вика, реформски илузионизам. Значи ние сме притиснати од евроатлантските интеграции и така натаму, хармонизација со европското законодавство. Тоа треба да го затоа и процесот на хармонизација. Меѓутоа, да може да тоа се имплементира, треба да има некој што ќе го понесе тој терет. Обвинителството како капацитет, човечки капацитет, ќе го понесе со интегритетот. Ако немаат компјутери, запишување на фамилија. Само една дигресија. Например, обвинителството за антимафија во Италија, каде имав можност да бидам гостин известно време и да разговарам и со обвинителите и со колегите полицајци. Например, само во Рим, оделението за антимафија во Рим, има 200 полициски службеници со искуство над 10 години кои чекаат да отвори јавното обвинителство за антимафија конкурс за да влезе таму. И прашувам што е работата. Вика, кога ќе работам со обвинителот, мене не ме интересира Берлускони што прави и како прави. Јас имам обвинител, си имам задача, си работам и си бркам работа. Му ги давам него, он си оди ке судијата, се договараат, си тече процесот. Кога му викам што прави, работиш во Гварда Финанс. Вика има таму генерал еден, генерал друг, генерал трет. Ти вика, добро е таа акција, веќе не е битна, одиме на друга акција и така натаму. Да ве прашам, овој модел е правен нашиот по италијанскиот? По италијанскиот. Во главно по италијанскиот. Во добар дел, да. Значи во добар дел, во овој сегмент. Во овој сегмент. Значи видите, и кај нас сум убеден дека полицајците ќе сакаат тоа бреме што го чувствуваат, затоа што ја работев долги години во полицијата. Во обвинителството би требало да се заштитени од политички притисок. Ќе сакаат да работат со обвинителите. Ќе сакаат да работат во обвинителството. Не заради некоја атрактивност или заплата, едноставно затоа што ќе си бидат полицајци кои ќе имаат криминален случај да го решаваат и да живеат со околу случаевите, да ве прашам, има и уставна иницијатива за тоа, околу поврзана со упадот и действијата на полицијата при затварањето на еден телевизија. Transparency International поведе и уставна иницијатива. Дали ќе може такви работи да се повторуваат и каква ќе биде улогата на одбраната сега? Види, значи прашањето на што го потегнавме за реформскиот илузионизам, морам да признам дека е сериозен проблем на Македонија, не е само за овој дел на правото. Добро. Македонија покажува една веќе вештина како да има на нормативно рамниште законодавно едни решенија, а де факто во животот да тече на сосема друга реалност и во правото, и во полицијата, и во други сфери. И веќе во тоа сме на некој начин нашите и политичари и другите луѓето во системот кои нив научиле да им служат се станати махери. И како да ги мафтаме странци дека правиме некои големи реформи, да го задржиме она старото. Значи тука луѓето не може да очекуваат дека, и ја веќе не очекувам, дека законите сами по себе се доволни да сменат некои работи. За нас е важно дека... Потсетам ние судски реформи, за да на крај после X години добиеме судство во кое сме уште понесигурни. Барем зборувам за истражување на ние сакаме да обезбедиме критиките од меѓународната заедница. Имаме проблем после толку години реформи, судството и понатаму не е тоа која ги штити човековите права. На некој начин сакаме да и концепцијски во системот ги поставиме релативно независни сите играчи, да им дадеме можеби шанса со реформите да размислат одново која е нивната улога, бидејќи малку се влезени во некои води каде што се притиснати со некоја реалност и политички и други притисоци, да им дадеме малку повеќе основ за тоа да имаат интегритет и да се свртат кон граѓанинот и кон законите, правата и слободите. Дали тоа ќе биде доволно е нешто друго прашање. На страна, каква ќе биде улогата на одбраната сега? Говоревме за обвинителството, очигледно ќе има повеќе. Каква ќе биде улогата на одбраната? До сега имаше проблем со улогата на одбраната.
Каква ќе биде сега? Дали тука дали одбраната добива нешто од ова? Види, статистичките показатели покажуваат дека главната улога во системот ја играат полицијата и обвинителството. И тие што тие ќе ги обвинат, на крај ги осудува судот. Значи, улогата на судот, де факто, како контролор на судот, на обвинителството и на полицијата е сведена на минимална. А улогата на адвокатот, некого на вистина да одбрана тако некој, ако му се намерачени државните органи и судот да го осудат, е уште помаргинална. Сега во овие околности во системот постојниот што беше до вчера. Сега кој што иначе уште важи, тоа да кажам, значи имавме ситуација кога адвокатот не можеше да заштити постапките што се во тек, постапките што се во тек, само да знаат луѓето дека ќе завршат по стариот закон. Новиот закон се однесува само на постапки што ќе почнат. Точно. Сега по новиот закон што прави одбраната? Што одбраната дали ќе се случува да заштитениот сведок повторно адвокатот не може да му постави прашање? Идејата што е? Идејата на новиот закон, меѓу другото, е да ја зајакне можноста на фер судење. Сите докази да се изведат на јавно судење, во дел во кој што скинува судската истрага како судење пред судење. Тоа е доста битна. Ева, ајде случајот беше сега на суд, со овој закон опатен. Што ќе беше друг поинаку? За случај кај што има изразит политички интерес, ништо немаше да е поинаку. Ако мене ме прашаш, да ти одговорам реално. Објективно, улогата на политиката врз судот и обвинителството е толкова денеска дека таму каде што имат вистински интерес, ништо нема да промени ни во стариот систем, ни во новиот. Друго е прашањето што тоа е преценето прашање, бидејќи тоа е сепак еден многу мал процент. Ние не смееме врз основа на еден многу мал процент на политички судења да ја забошотиме или да ја занемариме улогата на обичниот човек. Тоа е мал процент. Тоа е мал процент на политички интерес и политички мотивирани случаи, кај што Господ нема да ве спаси. Значи, тука е веќе прашање на интегритет на судијата и на системот. И тука не верувам дека преку ноќ тие кои ќе инсталирате вие своји судии, кои ќе тие размислуваат како послушници и кои ќе имате други начини на притисок при разрешување, при унапредување, да се тие да зависат од политиката, и со кога тие со тоа ќе се помират, кој што гледам дека помалку повеќе се помирени, дека тоа им се условите во кои што живеат и работат, нема да смени ништо. За крај само. Но тоа е само мал дел политичките процеси монтирани или било какви со интерес се еден од 1000. А ние се сакаме во тие другите 950 случаи да има многу повеќе шанси за фер судење од други. Има ли со овој закон? Тоа се видам да го ако се имплементира како што треба, ќе има, а никој не гарантира, ниту е тргнато да се имплементира како што треба. Бидејќи ете така полицијата прва е таа што бира и е дадена можност да бира кој работи од системот ќе ги имплементира, а кој не. За крај. Само вака малку. Значи сега адвокатурата има голема задача. Тоа е јавна служба. Има голема задача овој закон да биде имплементиран, ќе зависи во голем дел од адвокатите колку тие навистина ќе се влезат во имплементација на законот, во користење на можностите што им ги новиот закон, тие можат да водат паралелна истрага. Адвокатите да ангажираат специјалци, експерти, луѓе на хартија, бидејќи треба да има некој да го плати. Да го плати тоа. Добро. Факт е дека сега со овој закон, уште кога разговараме во комисијата, тој што ќе има пари ќе може да се брани, како Джейл Симпсон. Значи ќе ангажираш детективи, приватни агенции, приватни. Добро. Но државата кој трошок ти го си сиромашен. Значи за сиромашните веројатно ќе нема такви можности, меѓутоа во некои вакви крупни случаи ќе има можности тие луѓе што ви спомнати, Кољове Бошковски, веројатно располагаат со пари, ќе може некој истрага да водат и така натаму во своја корист и да може ни спремни адвокати со интегритет кои плаќаат данок. Затоа што уште поскапи ќе бидат ако плаќаат данок. Нека бидат поскапи, меѓутоа немаат интегритет, затоа што сите адвокати викаат ако нешто овде кудрам во овој политички случај, ќе ми влезат, а он направил куќа од 500.000 евра и сега данокот му е минимален што го платил. Сега да зборуваме отворено. Не се тука нема да го оговараме. На крај сакам да прашам. Не, сакам да кажам интегритетот треба да се гради на сите субјекти што се во кривично правниот процес.
Сите мора да имат интегритет за да можеме нешто да мрднеме од оваа ситуација во која се наоѓаме. Инаку за ова поднесовме барање до Советот за обвинители да учествуваат, нема. Чини многу пари од браната и до сега фокусот на вниманието беше само тоа како ќе ги чини и како ќе изгледа трошоците за обвинителството. Тука исто погрешно се смета дека ќе чини повеќе, бидејќи ние со спогодувањето и со забрзувањето на постапката би требало да имаат по случај поевтини и помалку работни часови. А они сега инсистираат, значи вистински финансиски пресметки за тоа колку ги чини систем не се направени, ниту се одвоени соодветни средства. И тука одиме во импровизација. За крај само адвокатурата тоа посебно. Значи тие ќе чинат повеќе, а не се најдени методи кој како ќе плати државата. За крај само кратко ве молам, кој се доколку се имплементира како што треба целосно, кои се опасностите од овој закон по човековите права? Кои се моментите кои би можеле да се злоупотребат? Доколку законот биде целосно имплементиран? Многу злоупотреби, злоупотреби сегаш се можни. Главната можност за злоупотреба е во законот има еден поставен баланс меѓу правата и интересите. Да. Второ прашање е како тој баланс ќе биде задржан низ соодветна и конзистентна практика врз помирување на тие некои идеи за правичност и ефикасност во постапката. Ако вие тој баланс од законот уште при негова имплементација го растурите, значи полицијата има сега да речеме некои нови овластувања. Не зборам за растурење, зборам за имплементација by the book. Не, by the book никогаш нема. Значи луѓето од влијанијата на граѓанскиот сектор, на овие што се заштитници, адвокати на човековите права, виза овие што се на ефикасност и брза правда, ако се во реалниот живот тие се соочуваат. Полицијата прва е секој што избира што ја одговара. Они ако изберат овие работи од новата постапка што одговараат, на пример од обвинетиот подоцна во постапката се известува, се држи надвор од истрагата подолго време, за сметка на тоа дека тука веќе не се изведуваат како порано докази. А треба на крај на истрагата да се извести за се. Во практика вие тоа може, ако ги искористите едните погодности на законот, а другите не или не ги следат одговорности, може да има и многу јак дисбаланс, никој не може да каже во практика што ќе биде полошо или подобро. Ние ќе бидеме среќни ако постапката навистина се забрза и ако постигнеме можност судијата као главен, бидејќи едно ви е судијата ако ви е фер, и второ ви е се процедурите. Џабе ви се процедурите ако ви се фер, ако судијата не ви е склон или е другар со обвинителот и се на иста задача. Ако постигнеме нова поле што со кој што почнав, дека судијата со пасивизирање ќе се сврти, тука треба они да сменат целата матрица. Тоа не е лесно. Потешко е, полесно е да се научи ново него да се заборави старото. Новите констелации, обвинителство, суд, полиција, во постоечките политички констелации, дали можат да бидат да донесат бетен по човековите права од она што сега видам? По конкретно. Може. Постои ризик. Може, да. Постои ризик. Меѓутоа, ризикот не е само во овој сегмент на правниот систем во државата, него во вкупниот општествен систем кај нас. Без контролни механизми. Значи ги нема контролните механизми. Тоа законот предвидува општеството, академските структури, судиите, здруженијата, има полесен увид, да речеме. Собранието, собраниските комисии, парламентарните групи, невладините организации, медиумите, тоа све мора да и биде контролниот систем за да може ова да функционира во функција и на заштита на човековите права и правната држава. Таа реформа не завршува со носење на законот, таа почнува со него. Океј, ви благодарам што бевте гости.